Ова е веќе и преубедливо во дали ќе има сигнал од клупата, дали ќе има измена во поставата на Златен Даб. За сега не. Ангеловски, Стојановски, Чадамовски за момент му испатна топката, меѓутоа успеа да врати. Петковски, Стојановски, Лашковски, Куковски одлично одигра на него. Ангеловски, Бозаровски не се реши на удар. Сега конечно прв гол во второто полувреме за пиварите. 16-18. Куковски, гол на Куковски. Како слабо повторно одигра ракометарите на Златен Даб на него. 19-16. Втор гол на Милорад Куковски. Скопјани не се поквалитетни од својот противник, меѓутоа, ете, реков, несреденост во нападот, еве уште една грешка, можно за Блажевски и самите ракометари сигурно на МРК Вардар не очекува вакви подароци од својот домаќин. Стојановски по средината, фаулиран, меѓутоа насила не може да се брка резултат, ниту да се игра во ракометот. Ова веќе во неколку последни напади вистина неизградено, од неизградени позиции се шутира. Лашковски, Туркан, лечен од Јанев. 16-20 на семафорот. Плюс 4 за МРК Вардар. Стојановски, Бозаровски. Нов гол на Бозаровски. 6. Сега тој е најефикасен во тимот на Златен Даб. 17-20. Пресече Филип Ангеловски и ова мора да бидат 2 минути. Ова мора да бидат 2 минути. Намерен фаул на Куковски. Што забележувам, Славе Николов веќе 1 минута го држи картонот во своите раце, можеше тоа да го направи за време на играта. Дали е толку тешко да се забележи во текот на играта кој играч е исклучен? Треба само да запише бројот на играчот и минутата во која е исклучен. Лашковски, 18-20. Втор гол на Лашковски. Се враќаат ракометарите на Златен Даб. Сега фластер на Ангеловски. Попов. Кара Иванов во игра. Попов. Кара Иванов. Оставен Блажевски, погодува. Трет гол. Односно четврт гол на Болан Блажевски. 18-21. Ке биде интересно. Сигурно до самиот финиш. Лашковски. Нема фаул, но Стојановски. 9 метри. Сега продава навистина правила Начевски. Овде имаше елементи за 7 метри, меѓутоа ајде ќе ја регистрираме како грешка на Начевски. Евидентно беше дека беше турнат. Стојановски нема гол. Чадамовски нема гол и од него. Повеќе го погоди Трајковски отколку што одбрани голманот на МРК Вардар. Добро одигра Чадамовски во првиот дел. Постигна 3 гола, меѓутоа еве во првиот обид во второто полувреме промашува. Останува 18-21. Ако ги броиме грешките во нападот на Златен Даб, сигурно ќе забележите дека нема ни 50% успешност на реализирани напади
на пиварите. Ништо подобри може би не се ни ракометарите на МРК Вардар, меѓутоа имаат водство од +3. Стојановски, Филип Ангеловски остава за Чадамовски на крило. Сега успеа да се влече Чадамовски, повторно да го погоди Трајковски. 13 одбрана на Трајковски. Односно 12-та. Еве, јас му припишав една одбрана. 12 скупно, 11 на спротивната страна Даниел Дупјачанец. Не се казнува ниту една грешка на противникот. 9 метри, фаулиран Јанев. Ке биде запрено времето. Ке му се каже лекарска помош на Чадамовски. Сигурно дека покажаната лекарска помош ке се врати Чадамовски. Моментно на клупата на Златен Даб Чолаков, Петлевски, Тренчевски, потоа Бозаровски кој игра само во нападот. Тука е засилувањето Маринковиќ, Соколовски, двајца голмани Соколовски и Митревски и Трајковски. Тоа е изборот кој се ова сезона го има Томче Петревски, тренерот на Златен Даб. Продолжува нападот на МРК Вардар. Фаулиран уште еднаш Јанев од Лашковски. +3 имаат Скопјани. Би рекол повеќе подарок од својот домаќин. Нема да важи овој гол на Ангеловски. Без постигнат гол во вториот дел. Четврто додавање, петто додавање и одбрана беше ова на Дупјачанец. 12-та. Останува 18-21. Бозаровски, Чадамовски и смирува Филип Ангеловски. Бозаровски. Ке има ли во игра на комбинација со Филип Ангеловски. Кружи топката далеку е се ова од зоната на МРК Вардар и конечно фаулиран, сопрен Лашковски. Филип Ангеловски. Туркан, Лашковски. Подигната раката на судиите. Нема решение во нападот. Бозаровски. Фаулиран. Филип Ангеловски мора да шутира во блокот. И еве уште една катастрофална грешка. Попов, гол. 18-22. Тешко, чисто се сомневам дека тимот на Златен Даб ќе успее да направи пресврт. Не сакам да бидам преголем песимист, меѓутоа овие +4, а и играта која прикажува домаќините не ветува ништо добро. Ево уште една грешка, меѓутоа фаулиран бил Бозаровски од Блажевски, побаран тајмаут од тренерот Петревски. Се храбрат гостинските ракометари, велам, не одигра нешто посебно, но ете ја казнуваат секоја грешка на својот противник. Велам, зошто толку избрзано се игра? Само 3 гола постигнати во вториот дел на ракометарите на Златен Даб, а 6 на гостите за +4 на семафорот за тимот на МРК Вардар. Што по овој тајмаут кој го побара тренерот Томче Петревски, што можат да направат ракометарите на Златен Даб, на вистина тешко може да се прогнозира. Сите во универзалната сала присутни кои го следат овој надпревар посакуваат можеби победа на своите миленици, меѓутоа не знам навистина како да ги фати некој грч ракометарите. Ете, не успеваат да забележат победа на свој паркет, загубиот. Минарска Визба Тиквеш во претходниот надпревар на свој паркет, сега
Еве губат со овие -4 против Марака Вардар. Филип Ангеловски. Стојановски таму менува позиција со Бозаровски. Филип Ангеловски. Бозаровски. Фаул во напад од Лашковски. И нормално нема да брзаат сега Скопјани. Прави измена во поставата Петрушевски. Мора да кажам ова шесто место на кој што моментно се наоѓа тимот на Златен Даб. Само 3 победи во 11 кола. 2 минути исклучување за Лашковски. Така вели Ѓорги Начевски, ја чека секоја прилика. Ова веќе е според мојата евиденција четврто исклучување кај домајкините. Само 2 на спротивната страна. Не се истакна со својата арбитража Ѓорги Начевски, многу екипи има забелешка на неговата арбитража во машката Суперлига, но тоа е прашање за луѓето од Ракометната федерација, не за нас новинарите. Наше е да ги следиме на станите на паркетот, реално да ги презентираме. Промашува сега Куковски. Ето уште еден подарок, дали ќе биде искористен сега од ракометарите на Златен Даб. Стојановски, Чадамовски, нема да оди на влез. Филип Ангеловски. Петковски. Нема голови од крилна позиција, ниту од Петковски, ниту од Чадамовски. И конечно време беше. Филип Ангеловски. Прв гол на надпреварот, 19-22. Ретко го користи својот силен удар. Филип Ангеловски сигурно еден од најзаслужните што тимот на Златен Даб забележа победа на гостувањето во Ресен. Сега нова грешка на ракометарите на Марака Вардар. Немаше ни простор за контра. Поддршка од трибините, избрза Стојановски. Зошто не изградена позиција, шутира, ова не е негова позиција. Избрзана одлука на Стојановски. Не беа поставени неговите колеги. Го сочека Трајковски, а на спротивната страна Блажевски. Ова е за секаква критика, уште еднаш морам да потенцирам. За секаква критика е играта на ракометарите на Златен Даб, барем до сега. Добро започна до 7-3 и потоа неочекуван пат. (19-23) плюс 4. Што можеме да очекуваме? Навистина не знам. Залунди се неколкуте блескави одбрани на Допјачанец и неколкуте добри бомби, би рекол проектили на Бозаровски. Чадамовски исфрла само до таму Ангеловски, уште една грешка. Нема да кажам ништо ново, нова грешка. Ангеловски. Попов. И сам таму на крилна позиција Ојлевски, но Допјачанец 14 одбрана. Секоја чест за неговите одбрани. Игра народски кажано тргни застани, токму така играат ракометарите на Златен Даб во вториот дел. Бозаровски. Филип Ангеловски. Остава на крило за Чадамовски. И го прочита Трајковски. 14 одбрана. 3 удари од крило на Чадамовски, 3 промашени. Подигната рака на судиите, Стојановски мора да шутира. Нова одбрана, 15-та на Трајковски, не знам дали во животот имал толку одбрани во својата кариера.